Здруженијето Регионален центар Порака наша распиша конкурс за ангажман на лиценцирани негуватели за помош и нега на стари лица и лица со попреченост во рамките на проектот Ублажување на ефектите и последиците од COVID-19 на најранливите категории во општеството со посебен фокус на постари лица и лица со попреченост. До 20 септември годинава сите заинтересирани граѓани може да аплицираат доколку ги исполнуваат пропишаните услови. Да бидат лиценцирани негуватели со стекнат сертификат од Црвен крст, да се државјани на Македонија, да имаат над 18 години и да бидат мотивирани за работа со стари и немоќни лица, како и лица со попреченост. Конкурсот е објавен во рамките на сервисот за домашна нега во домашни услови, во кој негувателите пружаат нега на две таргет групи – лица со попреченост и стари лица во нивните домови во општина Куманово, информира психологот Мартина Костовска. Сервисот започна во февруари и веќе успешно функционира во Куманово. Опатени се рурални и градски средини, значи имаме отприлика 32 корисника, меѓу кои лица со попреченост и постари лица, каде што нашите негувателки одат на терен и им пружаат бесплатна нега нели во нивните домови, во удобноста на нивните домови. Бидејќи функционираме успешно на терен веќе 7 месеци, во моментот распишуваме конкурс бидејќи има дополнителна потреба од дополнителен ангажман на негуватели. Меѓутоа мора да напоменам дека сега овој конкурс е распишан за пријава на лиценцирани негувателки. Секој проект си бара нели одржливост. За да го направиме тоа, за да оствариме одржливоста на проектот, треба да работат лиценцирани негувателки и треба да ја почнеме постапката на лиценцирање на ваков сервис. Од она што го гледаме на терен, видовме дека во најголемата општина во нашата земја, значи во територија во Куманово, има и голема потреба од ваков тип на нега. Негувателот ангажиран во сервисот за домашна нега во домашни услови за стари лица и лица со попреченост може да извршува повеќе активности кои ќе зависат од личните потреби на корисникот, како што се пружање психосоцијална поддршка, помош во борба против осаменоста преку повеќе друштвени и забавни активности, грижа за безбедноста на корисникот и помош во извршување на основните секојдневни активности, од пазарување и помош при облекување, па се до помош при управување со буџетот, плаќање на сметки и посета на лекар. Во рамките на проектот имаме обезбедено возило преку кое што има намена да ги транспортира, да ги превезе корисниците до самото место каде што е потребно, да речеме во болница, на лекар. Така да нашите негувателки го користат тоа возило кога некое старо лице кое што е немоќно само да посети лекар или да извади упат или да да оде на дијализа. Возилото служи за транспорт на самите негуватели и на самите корисници кои што не се во можноста да го направат. Моментално во рамките на сервисот, колку што имаме предвидено буџет, имаме предвидено буџет за 8 лиценцирани негувателки. Сега понатаму дали тоа ќе се зголеми, нели се надеваме дека ќе се зголеми за да понатаму кога ќе се лиценцираме наместо 8 негуватели имаме 80 негуватели, наместо 35 корисници имаме 350 корисници, да се опати бројката бидејќи има многу голем број на заинтересирани граѓани кои што сакаат да влезат во сервисот, но за жал капацитетите се такви, значи една негувателка обслужува или пружа нега на 7 до 8 корисника, се менуваат во текот на денот, значи зависно од потребите на корисниците. Некои имаат потреба од 2 дена неделно, некои имаат потреба од 3 дена неделно. Конкурсот е објавен на 13 месецов, а по 20 септември ќе се знае колку лиценцирани негуватели се пријавени и колку ќе треба дополнително да се обучат, бидејќи сервисот како таков завршува официјално на 28 февруари следната година, појаснува Костовска. Проектот Ублажување на ефектите и последиците од COVID-19 на најранливите категории во општеството со посебен фокус на постари лица и лица со попреченост, финансиски е поддржан од Австриското министерство за труд и социјални работи, а се имплементира во соработка со Австрискиот Црвен крст, со Црвен крст на Македонија и Општинската организација на Црвен крст Куманово.